Советот на општина Кочани одржа 18-та редовна седница, чиј дневен ред од првично предложените 18 беше проширен со уште 15. Советот ја повлече од дневен ред согласноста на одлуката за зголемување на цената на метар кубен геотермална вода, побарањата од членови на Советот да се консултираат најголемите корисници на геотермална вода во формирање на низината цена. Како резултат на тоа не беа усвоени и одлуката за измени и дополнување на статутот на водовод и за основање подружница на комуналното јавно предпријатие. Иако основната причина за предложениот ребаланс во буџетот на општина Кочани е за да се обезбедат услови за плаќање на електрична енергија, Советот не го усвои заедно со измените во 10 општински програми, што ја доведе во општина Кочани во незавидна состојба и може да предизвика исклучување на електричната енергија на општинските објекти на јавното осветлување. На 18-та седница Советот ги усвои извештаите за работењето од претходната учебна година и годишните програми на општинските средни училишта за тековната учебна година. Плановите за вработување за 2023 година во детската градинка Павлина Велјанова и во библиотеката Искра, а донесе одлука и давање на времено користење на делови од недвижна ствар без надоместок на Министерството за одбрана, Оделение за одбрана Кочани. Членовите на Советот изгласаа неколку иницијативи: изработка на физибилити студија за основање јавно предпријатие за производство и продажба на електрична енергија, иницијатива за развој и примена на системско и одржливо решение за обезбедување храна на лица кои што живеат во сиромаштија, како и достава на храна до тешко подвижни лица, иницијатива за доделување еднократна помош во висина од 6.000 денари за лица со попреченост, како и иницијатива за поставување безбедносни камери на територијата на општина Кочани. Според најавите на претседателот на Советот на општина Кочани Лазо Митев, во првата седмица од октомври ќе се одржи нова седница на која ќе се најдат точките за кои беа побарани корекции и доработка.